кратки најави за денес. Безбедносната состојба на територијата на СВР Охрид поволна. Намалени се кривичните дела и сообраќајните незгоди. Подметнат пожар на депонијата Буково. Охридскиот огранок на Левица ги потсети надлежните дека спомен плочата од НОП се уште не е вратена на старото место. Кандидатите за председател Пентаровски, Димитриевски и Давкова на средби со граѓани во Охридско-Струшкиот регион. Милиони луѓе ширум Северна Америка сведоци на целосното затемнување на сонцето. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево, ветровито и топло време. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе превладува претежно ведро и свежо време. Во вторник над Северно море ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок кој што во западна, северозападна, северна и централна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите предели доминација на поле на висок воздушен притисок и топла воздушна маса кои што ќе условуваат претежно сончево и надпросечно топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и невообичаено топло за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 22 до 29 степени. Во Македонија во вторник по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево време и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе бидат високо над повеќегодишниот просек за овој период од месец април. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 19 до 29 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува сончево и топло време, ќе дува до умерен слаб западен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во Охрид во среда ќе превладува сончево и многу топло време со дневна температура до 24 степени. Во четврток и петок ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добро вечер. Второ издание на Дневникот на ТВМ. Безбедносната состојба е поволна. Се бележи намалување на кривичните дела и сообраќајни незгоди во Охрид, а досега без проблеми се одвиваат и активностите во изборниот процес. Истакна дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев, кој денес оствари работна посета на Охрид. Безбедносната состојба на територија на СВР Охрид е поволна и на задоволително ниво, а секторот бележи зголемена ефикасност во расветлувањето на кривичните дела. Ова е заклучокот од денешниот работен состанок на дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев, директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски и помошник директорот на одделот за гранични работи и миграции Сашо Смилевски со раководството на СВР Охрид. Граѓаните се безбедни, безбедносната состојба е поволна за одбележување дека на ниво на Охрид имаме намалување на кривичните дела за 13,5%, исто така имаме и намалување на сообраќајните незгоди со телесни и тешки повреди. Исто така дискутиравме на самиот состанок и за тековните прашања, тоа е за отворената оперативна акција председателски парламентарни избори 2024 година. До сега имаме одлична комуникација со сите политички партии и немаме индици за нарушување на изборниот процес, а така и ќе продолжиме во тесна комуникација со граѓаните, со политичките партии, се со цел македонската полиција да биде заедно на терен со нив кога имаат нивни настани и да го гарантираме мирниот тек на изборниот процес. Бојмацалиев се осврна и на зајакнувањето на капацитетот во делот на гарантирање на безбедноста на границите, особено на Охридското езеро. Би сакал да повторам дека во 2020 година, по повеќе од 20 години, набавивме нови 6 пловни објекти за македонската полиција. Тие беа дел од буџетот на Министерството за внатрешни работи, дел се од чешката донација, со што решивме уште еден горчив проблем за чување на границите по воден пат. Пловните објекти се опремени со професионални уреди за навигација, радар, кабини за екипажот, погодни за брзи интервенции во разни инцидентни ситуации, контроли на водениот сообраќај, особено во летниот период во сите три езера во државава, истакна Бојмацалиев. Делегацијата оствари посети на езерската полиција и граничниот премин Свети Наума во рамки на серијата посети што ги реализира во сите сектори ширум земјава како би се запознале одблиску со секојдневните работни активности, резултатите и евентуалните проблеми во работењето. Подметнат пожар на депонијата Буково. Од јавното предпријатие Охридски комуналец информираат дека вчера, 7 април, во ноќните часови, од страна на непознат сторител е подметнат пожар на депонијата Буково. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец веднаш излегле на терен со цел да се превземат сите неопходни мерки за локализирање и гаснење на пожарот.
Во гаснењето се вклучили и екипите на територијалната противпожарна единица Охрид, а со специјална механизација опожарениот дел од депонијата ќе се покрива со големи количини земја. Јавното предпријатие Охридски комуналец веднаш го известил и СВР Охрид за поднесување пријава за подметнат пожар од непознат сторител, информираат од предпријатието. Надлежните се координираат за заштита на регионот од пожари. На координативна средба покрај полициски службеници од полициската станица Охрид присуствуваа представници на штабот за заштита и спасување при општина Охрид, на територијалната противпожарна единица, на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Шумската полиција, Јавното предпријатие Македонски шуми и Планинарската спасувачка единица Охрид. Мерки и координација за заштита на регионот од пожари беше тема на работниот состанок што СВР Охрид го одржа со локалниот совет за превенција. Целта на оваа средба е дефинирање на клучните превентивни и други мерки за поголема и поефикасна комуникација со локалното население, со советодавните групи граѓани, со урбаните и местните заедници за следење на состојбите во шумските појаси, пасиштата и другите површини на отворен простор, донесување конкретни мерки за навремено информирање и преземање брзи реакции за спречување и заштита при евентуална појава на пожари, мерки за јакнење на свеста кај граѓаните за опасностите од пожари, за координација при употреба на сите расположливи капацитети и опрема која наменски може да се користи за контрола и заштита на шумите од пожар и соодветна брза реакција на службите за навремено локализирање на избувнат пожар, информираат од СВР Охрид. По неколкуте пожари на отворен простор на подрачјето што го покрива, СВР Охрид отпочна со поинтензивни активности и контроли со цел поголема заштита на регионот од појава на пожари. Апелираме граѓаните да избегнуваат палење оган во шумските предели, на стрништа, на плевел, отпадоци и на секој друг отворен простор и потсетуваме дека предизвикувањето на шумски пожари намерно или од невнимание представува кривично дело кое се санкционира со соодветни кривични пријави и за кое е предвидена и затворска казна до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици, додаваат од СВР Охрид. На координативната средба покрај полициски службеници од полициската станица Охрид присуствуваа представници на штабот за заштита и спасување при општина Охрид, на територијалната противпожарна единица, на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Шумската полиција, на Јавното предпријатие Македонски шуми и на Планинарската спасувачка единица Охрид. Денес активисти на Левица во Охрид поставија табла на објектот во изградба на улица Димитар Влахов, од каде беше отстранета спомен плочата од Народно-ослободителната борба. Од Охридскиот огранок на Левица уште еднаш ги повикаа сите надлежни да превземат мерки и итно да ја вратат на старото место спомен плочата која сведочи за антифашистичката борба на македонскиот народ. Овде пред известно време се наоѓаше препознатливата бела куќа, во која на 26 и 27 ноември 1941 година беа осудени неколкумина комунисти со смртна казна и казна затвор. Оваа куќа требаше да биде реконструирана, но за жал целосно е збришана. Градежниот инспектор донесе решение за отстранување на нелегалната доизградба на објектот, работите на терен продолжија. На ова место до пред неколку недели постоеше спомен плоча од НОБ, сведок на почетокот на антифашистичката борба на македонскиот народ против бугарскиот фашистички окупатор. Овде Нефи го сруши јасно. И покрај бурните реакции на охриѓани, до денес ниту општина Охрид, ниту градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков не излегоа со осуда на овој вандалски чин. Кому и зошто во Охрид му пречи антифашистичката борба на македонскиот народ против бугарскиот фашистички окупатор? Зошто во Охрид е отстранета и последната спомен плоча од Народно-ослободителната борба? Одовде ги повикуваме сите надлежни да ги преземат сите мерки и подитно да ја вратат спомен плочата од Народно-ослободителната борба на македонскиот народ. Градоначалникот Кирил Пецаков по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, упати честитка до припадниците на ромската заедница. Уникатните ромски традиции, јазик и уметност представуваат многу важен дел од нашиот културен мозаик. Нека меѓународниот ден на ромите биде можност да го почитуваме и прославиме богатството на различноста и да се обединиме во борбата против сите форми на дискриминација.
Во духот на заедништвото и единството да продолжиме да работиме за подобра иднина на Охрид и Република Македонија, стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Председателскиот кандидат Максим Димитриевски на движењето Знам денеска имаше непосредни средби со охриѓани. Димитриевски рече дека граѓаните бараат нови алтернативи, поинакви бои во црно-белиот свет. Вчера караванот на Димитриевски ги посети Вевчани и Струга. Карванот на движењето Знам денес на непосредни средби со граѓаните на Охрид. Кандидатот за председател Максим Димитриевски рече граѓаните бараат нови алтернативи. Црно-белиот свет треба да добие и поинакви бои. Граѓаните се жалат на владењето на правото, неказнивост, недостаток на уреден систем за институционално решавање на проблемите, селективна правда и лошата финансиско-социјална состојба, рече Димитриевски. Проблемите секаде се исти во Македонија. Во рамки на нашата програма и мојата програма како председателски кандидат има голем број на решенија кои што ги нудиме и ќе ги реализираме. Нема да останат само зборови на хартија. Едно од најбитните е дека Македонија ќе добие председател од граѓаните кој што нема да биде во функција на политичките субјекти, туку првенствено ги штити граѓанските интереси. Со тоа што никогаш нема да дозволам од таа позиција да потпишам закон или било каков друг акт кој што е спротивен на волјата на граѓаните и секогаш истиот ќе добие вето и ќе биде вратен на повторно разгледување. Недозволиво е како народ и држава да бидеме негирани. Ние постоиме во континуитет и како нација со свој јазик, сопствена историја, култура. И тоа е одраз на заложбите на нашите предци, истакна кандидатот за председател Максим Димитриевски на отварањето на штабот вчера во Струга. Следната политичка елита треба сериозно да се посвети на преговарачката рамка и со Европската унија и решавање на билатералното прашање на релација Скопје-Софија, порача Димитриевски. Ке работам на концептот да се формира едно независно тело од стручни експерти од Европската унија, кои што покрај тоа што треба да се посветат на работење и анализа на сите пресуди во Страсбург против Република Бугарија за обесправеноста на македонските организации таму, дополнително подпомогнати со наши домашни експерти да поработат и на времената рамка која што е во сила во моментот и нејзина адаптација на општо прифатливите обштествени услови во Македонија. Македонија мора да продолжи по патот на европските интеграции, но не по секоја цена. Во Европската унија треба да влеземе со крената глава, рече Димитриевски, кој вети доколку ја добие поддршката на граѓаните. Ке понуди на сите политички партии да потпишат национална платформа за чување на македонските национални интереси. Верувам дека граѓаните ќе го препознаат концептот на движењето Знам, рече Димитриевски, кој додаде дека со дадената поддршка конечно граѓаните ќе добијат председател на државата од своите редови, човек кој од самите граѓани не должи никому на ниту еден политички субјект. Кандидатот за председател Стево Пендаровски пред граѓаните на Охрид синоќ ќе искажа уверување дека на 24 април ќе изберат правилно и дека ќе им кажат не на оние кои не им мислат добро на државата. Тој вети дека доколку ја добие довербата за втор мандат, ќе продолжи да биде председател на сите граѓани без поделби и ќе ги третира сите жители на државата како негово семејство. Пред 5 години ветив дека ќе бидам председател на сите и нема да ги делам граѓаните по ниту една основа, и тоа до денес го исполнувам. И така ќе биде и во наредните 5 доколку ја добијам вашата доверба, порача актуелниот и кандидат за нов председателски мандат од Коалицијата за европска иднина на СДСМ Стево Пендаровски синоќа на предизборен митинг во Охрид. Вети дека сите жители на Македонија ќе ги третира како членови на неговото семејство. Не постои ниту еден граѓанин во Македонија кој може да каже дека е дискриминиран од мене затоа што не е македонец, затоа што е албанец, турчин, влав, ром, србин, бошњак, било што. Не постои ни еден граѓанин на Македонија кој може да каже дека не ги добил своите права или не добил прием кај мене, не разговарал со мене за своите проблеми затоа што не е член на СДСМ, член на НСДП, на ЛДП, на било која партија од владеачката коалиција. Секој кај мене кој побарал, дошол,
бил сослушан и колку што ми биле потенцијалите и можностите, сум се трудел да му помогнам. Зборувајќи за интеграцијските процеси на државата, Пендаровски истакна дека исполнето е ветувањето Македонија да биде членка на НАТО. Тоа го направивме после 25 години статус кандидат и огромен исчекор направивме и во преговорите со Европската Унија. После 17 години во чекалната конечно ги отворивме преговорите, рече Пендаровски. Лесно можевме да се избориме и со блокадата од Бугарија, ако внатре во државава немавме опозиција која де факто е на истите антимакедонски позиции и ги поддржува сите обструкции кои ни доаѓаат од таа страна, рече Пендаровски, и додаде дека сега во оваа кампања без трам и перде истите доаѓаат и велат: ние имаме план, ама ќе ви го кажеме ден после избори како ќе направиме Македонија да продолжи на патот кон ЕУ. Македонија може да продолжи кон Европската Унија само со оваа политичка структура, бидејќи затоа што ние знаеме што подразбира Европската Унија. Ние имаме пријатели надвор, за разлика од нив, и ние знаеме до каде може да се оди во тие преговори, затоа што научивме да ги заштитуваме македонските национални интереси како ни една друга влада претходно. ВМРО ДПМН цело време зборуваше дека ги штити нашите национални интереси, меѓутоа 11 години не мрдна со малиот прст било што да направат во тие преговори. Во тие 11 години Македонија беше изолирана држава, без пријатели надвор, овие крупни големи прашања не се решаваат самите од себе. Ние сме мала држава, а ако немаме партнери пријатели во Европа и во светот, мислам при тоа и на Соединетите Американски држави, ние не можеме да напредуваме. Ние ја вративме Македонија на мапата на Европа. Тој изрази надеж дека на 24 април и на 8 мај огромно мнозинство од македонските граѓани ќе кажат не на, како што рече, авантуристичките концепти кои нудат само политичка магла и мачка во вреќа. Од граѓаните побара масовна мобилизација во првиот изборен круг и поддршка за неговата демократска и проевропска политичка опција. Нашата земја ќе ја направиме пристојно европско место за живење, кажа кандидатката за претседател Гордана Силјановска-Давкова во своето обраќање пред Стружани. Струга е во зоната на Самракот, во градот владее феудализам, но идната власт ќе вложи во заштита на животната средина и развојот на туризмот, рече Давкова. Со безвременскиот цитат од Миладиновци, кандидатката за претседател од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова, се обрати пред Стружани. Рече малку држави во светот имаат можност да имаат крајбрежје под заштита на УНЕСКО. Ние сме имале таа среќа, но не демне опасност. Струга е во зоната на Самракот. Во градот владее феудализам, но идната власт ќе вложи во заштитата на животната средина и развојот на туризмот, рече Давкова. Тоа е она што го прочитав во програмата на ВМРО ДПМН, што ме инспирира дека ќе се посветат на нешто друго, дека ќе формираат Министерство за, туризам и култура. Тоа е она што Охрид и Струга ги прави многу важни. Убедена сум дека можеме да живееме од културен туризам, од религиозен туризам, од спортови под вода, над вода, во планината, бидејќи навистина оваа убавина не само што може да се почитува, туку може и да се искористи за благосостојбата. Нашата земја ќе ја направиме пристојно европско место, рече Давкова, која вети дека ќе биде одговорна претседателка и во континуиран контакт со граѓаните, кои ќе може да се пожалат да даваат идеи и да ја контактираат во народни канцеларии. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот. Најмалку 94 лица загинале, а 26 се водат за исчезнати откако пренатрупан импровизиран траект потонал на северниот брег на Мозамбик, соопштиле локалните власти. Официјални лица соопштиле дека патниците бегале од епидемија на колера и дека меѓу загинатите има и многу деца. На бродот имало 130 лица, од кои 5 биле спасени, јавува BBC. Превртувањето се случило затоа што бродот не бил дизајниран да превезува толку многу патници, изјавил секретарот на провинцијата Хаиме. Бродот патувал од Лунка кон островот Мозамбик во близина на брегот на Нампула. Провинцијата Нампула е една од најтешко погодените од епидемијата на колера, која од јануари минатата година се прошири во неколку земји во Јужна Африка.
Продолжуваат инцидентите во воздух, овој пат на авион Boeing 737-800 на американската компанија Southwest Airlines. При полетувањето се откачил капакот на моторот и удрил во крилото на леталото, па авионот морал принудно да слета. Федералната администрација за авиација соопштила дека инцидентот се случил вчера наутро, кога авионот полетал од меѓународниот аеродром во Денвер и требало да лета за Хјустон, а во него имало 135 патници и 6 членови на екипажот. Од компанијата соопштиле дека авионот безбедно слетал откако имал механички проблем. На патниците им биле закажани други летови, а техничкиот персонал го прегледува леталото, но одбиле да кажат кога последен пат бил сервисиран моторот на авионот. Русија и Казахстан се борат со поплави. Десетици илјади се евакуирани од делови на Русија и 10 северни региони на Казахстан, соопштиле властите. Топењето на снегот и мразот предизвикало многу поголеми од вообичаените сезонски поплави, а дополнително на бранот на поплави придонесло и пукањето на браните кои не можеле да го издржат притисокот. Орск, вториот град по големина во Оренбуршката област со околу 200.000 жители, со денови е под вода, а нивото на поплавите пораснало на рекордно ниво, велат властите. Сирените постојано се огласуваат во поплавениот град и масовната евакуација продолжува. Кремљ предупредил дека во некои области нивото на водата расте побрзо отколку било кога во последните 100 години. Регионалните власти соопштиле дека врвот на поплавите се очекува во вторник, а стабилизација дури после 20 април. Милиони луѓе ширум Северна Америка денеска ќе бидат сведоци на потполно помрачување на сонцето. Ракети, авиони, балони и безбројни наблюдувачи ќе го проучуваат и снимаат затемнувањето до најситни детали. Целосното затемнување на сонцето годинава ќе трае подолго од вообичаеното, бидејќи месечината ќе биде на само 360.000 километри од земјата, што е еден од најблиските приоди оваа година според НАСА. Мракот ќе трае најдолго над Мексико 4 минути и 28 секунди, а во него делумно ќе можат да уживаат и некои европјани, односно жителите на Велика Британија и Ирска ќе видат делумно затемнување доколку небото остане ведро. Во просек, од било која точка на земјата може да се види затемнување на сонцето само еднаш во 375 години. За да се наблюдува целосното затемнување на сонцето, неопходно е да се користат темни очила за да се спречи оштетувањето на очите. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!